Падна наместена седмица во Државна лотарија. Нов договор тежок 18,8 милиони евра за коцкарски терминали доби странскиот ортак на Македонска лотарија. Тендерот по втор пат за 6 месеци го доби ХТЛ Македонија, фирма која е во сопственост на австриската Новоматик, која пак е партнер во заедничката фирма Ново ВЛТ со државните игри на среќа. Станува збор за рамковна спогодба на 2 години, односно за овој период кој сопственикот треба да достави над 2000 електронски апарати по цена од 8.500 евра или вкупно 18,8 милиони евра. Начин на плаќање е сукцесивно. Исплатата започнува по изминати 60 дена по доставена фактура по завршената испорака на стоката и по потпишување на испратница, изготвена од економскиот оператор, на која ќе се потпишат испорачувачот на стоката и примачот на стоката, од кога почнува да тече исплатата на останатите 36 рати за доставената количина на апарати. Апаратите треба да бидат и со 12-месечна гаранција според одредбите од склучениот договор, а квалитетот и исправноста ќе ја проверува партнерот во новата фирма на Државна лотарија, практично договорната страна. Ова не е прв тендер да лапне ко сопственикот на Државна лотарија. Лани во декември за набавка на коцкарски апарати, партнерот во новата државна видеолотарија Ново ВЛТ зема 3,7 милиони евра. Тогаш требаше да испорачаа 462 апарати по слична цена од над 8.000 евра по уред. Енормното трошење на државната лотарија не е новост. Изминативе месеци беа потрошени фантастични суми за набавка на нова опрема. На само 2 дена по формирањето на техничката влада во јануари се потпишаа 3 договори тешки 11 милиони и 800.000 евра за набавка на видеолотаријски терминали за приредување игри на среќа. Покрај овие 3 договори само во јануари годинава лотарија потрошила скоро 77.000 евра за надворешно рекламирање на џамбо автобуси, а за рекламирање на интернет игри потрошиле 115.122 евра. Јавноста уште не добила одговор за наводите дека Државна лотарија го изнајмила деловниот простор од поранешниот ресторан Фестина за 21.000 евра месечно во Скопско Визбегово. И тоа за период од 10 години или договор тежок 2,6 милиони евра со компанија блиска до ДУИ.